Сведочењето на Зоран Верушевски на рочиштето за Таргет тврдина во врска со бомбите нема да влијае на натамошниот тек на нашите постапки и автентичноста на тие материјали воопшто не е спорна, изјави денеска обвинителката Фатиме Фетаи. Тоа е она што ќе го разговараме како тема во текот на денешното издание. Се разбира и коментирањето од страна на Ѓорги Лазаревски и коментирањето од страна на обвинителката Фетаи, но и она што се врти околу се она што се однесува на бомбите. Фетаи Верушевски да појасни што сакал да каже, бомбите се автентични, е она што се извлекува од нејзината изјава, која во продолжение јас би сакал да ја слушнеме, а потоа и да видиме и други реакции, но за тоа потоа. Се работи за исказ кој што уште не е довршен. Господинот Верушевски минатиот пат беше испрашуван директно само од страна на одбраната, па допрва на обвинителството, па допрва слегува негово испрашување крстено од страна на одбраната. На крај судот си има право да поставува прашање од појаснувачки карактер. Читав и по медиумите дека господинот Верушевски дал некоја изјава дека материјалите претрпеле некоја модификација, меѓутоа толкување, односно појаснување за тоа што сакал да каже сведокот може да даде само тој. За нас како обвинителство автентичноста на материјалите значи воопшто не е спорна. Не беше спорна и не е спорна ниту за тие сведоци кои што на почеток примија некои материјали, ако се сеќавате, ниту пак тоа го спорат обвинетите во судските постапки. Така, тоа е темата на Фатиме Фетаи која што ја дава оваа изјава токму по однос на бомбите кои што се во процес во изминатите години откако и се создаде СЈ и откако првпат беа објавени врз основа на која што и се случи преврат на власта во државава. 0260 91 924 или 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вчера, ако се сеќавате, и јас се јавив и поставив прашање во врска со Верушевски. Добро. И нешто е чудно. Ако новинар, вчерашниот или завчера, која му е поднесена кривична пријава затоа што обзнанил нешто што е јавно, не е ни со некој посебно назнака дека е посебно таа информација, не знам, класифицирана, како се вика, може да му се поднесе кривична пријава. Овој човек подолго време, значи многу долго време, разни склетки прави и секаде де на една страна, на друга страна влакно не му фали. Има такви неколку души во Македонија кои што и како страшни работи направија и стварно никој не може ништо. Жално е што се случува, никој досега не ни објаснил за таквите неколку личности кои што секаде се направија и никој ништо не може. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Благодарам. Повелете, да. Ја ми се чини дека овдека има нешто што треба да се добро размисли и да се види што сакаше да каже господинот Верушевски. Ја ми се чини дека он досега имаше повеќе пати давано изјави, меѓутоа ниедна не се поклапа со оно што беше значи на почетокот, каде што бомбите има голем одзив и беа значи како топ тема за настаните кои што ни се случува во државата. Одека сега значи со оваа изјава што ја дава господин Верушевски, ја ми се чини дека зреле да биде дали подопрен глас ќе биде, дали или како ќе биде тоа, значи важно треба да биде земен значи во третман, да го објасни тоа онака како што стварно треба да биде или како он тоа мисли и да не ни прави забуна. Ова ти е дел од оно лажни вести што се пласираат во државата, ќе се пушти една вест и после ние сите одека ќе дискутираме, ќе кажуваме разни приказни и само ќе се нервираме и не можеме да имаме правата вистина. Затоа сматрам дека не само Верушевски и во иднина и било кој од политичарите, посебно они кај нив тежината е далеку поголема во искажаниот збор. Значи да размислуваат кога кажуваат нешто и како го кажуваат тоа.
дали тоа е вистина или е невистина. Овдека за мене ми се чини дека има само некои си лаги, кои неточни известувања и кои што треба да бидат проверени. Овдека само, значи, јавниот обвинител може да го расчисти ова со тоа што, значи, да не чекаме да биде тоа на крстеното испрашување, кога ќе биде предметот во судска постапка, него тоа треба далеку порано да биде разгледано и расчистено. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Така, овде се слушаме. Повелете. 3 месеца не сум се јавил, викам, ајде сега, не погоди темата. Така, драго ми е, повелете. Така, за Фетај, за Верушевски. Добро. Фетај пред Катица да падне во рекет исто зборуваше за Катица, значи сега исто зборува за Верушевски. Кој би аген бил тоа, снимките не били, значи човекот е во право, гледа веќе патот каде оди спрема вистината. И сега Верушевски е во паника, значи во страх. Сега шо вика, сега власт ако се смени, живи и здрави. Јас ќе лежам затвор, значи Милон си сам мисле, ние не сме суди да судиме, значи. И за тоа сега чим он се вртес против власта, значи ти, како јас граѓанин секој, да се свртиш против власта, значи нешто има вистина. И јас, значи, верувам во тие бомби дека се е наместено, да се и видовме како дојде на власт Социјалдемократскиот сојуз, се со спревари, со слажи, со закани и за тоа сега он, како да ти кажем, уплашени се они сега веќе. Они сами ќе почнат полека до пролет, овие 5-6 месеци, секој по еден да се искажуваат. Секој што направил. Така. Од таа, да кажеме, тие снимки што се. И за тоа сега и власта е во паника, еве гледам, почнаа бомби, гледаш сега против нив. И така не можеме ништо огнен да помогнеме ние граѓаните, се додека има криминал и корупција и судството ни во хаос. Биди ми поздравен и се најубаво. Благодарам за поздравот, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, имаме. Добар ден, да. Види, по мене Верушевски е 100% во право, Добро. затоа што шајки во вреќа не стојат, излагат тие. Така. Те од една страна, те од друга излагат. Така да ова партија ќе се отслика сега, затоа што откако се раздруживне навака, само она штета прави на Македонија. Од А до Ш, до разнебитување, до се и се што. Само таа партија. И затоа ова си дојде, што го направи и то си излезе намегдан. Нема криење. Колку да се правдат, колку да се ваѓат, тоа е реалната слика. Те крпените, лепените, швинканите, бришани, нема. Вистината е таа. Јас не можам да ги сватам со какви работи се служат, какво покритие барат, не чебиња, не јоргани, не може да се покријат. Шајките ни стојат излезат горе. И полека излагат. Треба народот да се свести, да стани на редниве избори, да избери прави луѓе. Друг излаз немаме. Пријатно и убав ден имате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Оглед. Ве слушам, повелете. Колку години ова вашава емисија водите? Ова е 7-ма сезона, што значи ефективно 7,5 години отприлика. Овие предходно што беше пред мене со збореше. Добро. Дали за 7 години имавте вакви дебати? Мислите Нема. во изминатите 7 години дали се правеа вакви дебати? Да. Па генерално да, околу бомбите многу пати сме зборувале. Јас знам само беа разбеждаци во 8-9 сата тие. Иначе во 4 и во 11 немаш. Видите, луѓе, ние сме проклети македонци. Све ќе бараме влакно во јајцата. Верушевски вака. Абе го знаеме Верушевски кој е. Верушевски е ќапо мое. Еве како граѓани би го терал у затвор. Ја би го терал. Зашто? Па тој пред едно 2 години трча се, оде се наомо нато. Сега, што е работава, не можам. Дали паричка некоја доби, а го знам ја како ми платија.
Ko znam kako mi to isto ne pravime more. Dobro. Дали му дадоа некоја паричка? Тоа, ама изгледа паричка е упрашање. Веројатно сетуе некои работи, нека му е на чест, али тој човек ја би го терал у затвор. Добро. Многу пријатно од мен, се најубаво. Благодарам за јавувањето и вам ви посакувам се убаво. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Па ја мисля дека Верушевски гледа дека бродот тоне. И са и тој ќе се вади. Некој поднесува оставки, некој напушта комисии, он ќе мени искажи. Мисля, оти не би требало сега да не ја говори вистината. Тој знае вистината, тој рече дека тој ги анализирал и после неговите анализи тие бомби биле, како рече, брутално променети. Така нешто беше. Да не знам да го ти цитирам. Значи тој знае нешто. Знае како било тоа и тоа ќе ти испадне па лепени, сечени, преправани. Меѓутоа, ја гледам една друга работа. Гледам една исплашеност, еден страф. Меѓутоа, тоа ќе дојде, тоа има крај. И нема никој, нити членови, нити симпатизери, нити функционери, од што да се плашат. Тоа иде, тоа е тргнало и така ќе зависи. Не зависи ни од датум, не зависи ни од НАТО, не зависи ни од Европска унија. Фала и пријатно. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Следен на линија, добар ден. Па ја би кажал во кратки црти, ова све е некоја јака игра, сценарио, филм, шема, не знам се, важно многу јако да не превесваат на граѓани. Ништо повеќе, ова така се просто од гревовите на овие претходниве 11 години што ја уништава државата, затоа што не може парламентот да им функционира, па сега ајде Верушевски ќе го ангажираме тука да дава некои други деманти. На претходна што го спорил, што давал таму снимки, некои си такви работи. Така да мислам, само е игра како некако да се замашкаат очи на овој народ и полека, така ќе се изгорат неколку души таму и тие може ќе ги стават условно и така ќе заврши работава. Како беше волкот цвит и овците на број, за жал. Ајде, поздрав, пријатно. Добро, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, режија погласно, повелете. Видите, Верушевски, луѓето од калибарот на Верушевски, тие ги познаваат сите државни тајни, така тој не е меродавен да појаснува до детали за било што. Тоа е од тамна, така е и во сите држави во светот. Туку нека си продолжа бомбиве да си одат од јавното обвинителство, нека ги распредели државниот јавен обвинител Љубомир Мирјовски, па нека се суди на сите што има врска со бомбиве. Не може Верушевски да појаснува некои работи. Нешто, име и Мјалков, некој тајник. Па не сме и тој да кажува ништо. Така да тие работи мислам јас. Огнен помој. Па, ќе видиме, ама јас да ви кажам, Верушевски е не мозок, туку компјутер од мозок е тој. Многу паметен човек е тој. Не може да игра со него пинг-понг како со другиве. Толку огнен, пријатно. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало. Да, ве слушам, повелете. Ало. Ве слушам, господине, повелете. Добро, одиме со следната линија, доколку некој се јави. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Прогресам? Вие сте, да. Да, огнен. Вака ќе ви кажам, преминавам телевизор или има фонија? Нема. Мислам, би требало да го намалите тонот за да не ви се јавува фонија, да не видот ни гласот. Нема проблем. Да. Ресетирајте тајмер, режија. Квалитетен играч. Молам? Прва лига сте? Благодарам. Ме слушате сега? Ве слушам, повелете, да. Да, ме слушате? Да. Јас се ваѓа сега кај Слободанка, имаше некој гостин, Фито запишав овде. Ама бројчево не го запишав, од докторчево. Дали докторче, дали е
примарен, нема врска. Добре. Ве поздравам многу за темава. Добро. Може? Да, зборувајте, Славе, тоа и ве чекам Тони прес. Гроздановски со име со презиме се. 2 години имам. Најквалитетен водител, што познавам, што гледам на телевизиве, немам зборови. Благодарам, повелете. Ете така. Ова што се сите работиви, што се случуваат околу... Сега на темава, кажи ми, што да кажам, за бомбите, за се. Ајде, за бомбите. Слушай, без 115 дена во Тетово 2001 година. Имам 2 сина, еден 30 години, еден 25. Двајцата ми се во армијата. Јас за влакно живот спасив во Тетово. 2001 година. Абе, кој тони, кој те шајкали, поички, пријатно со здравје. Слушајте ме, ова ви го кажувам од срце, од душа. И можда и солзи на очи ми течат, али деца ме мали тогаш. Синојве. Ви кажувам, отворено. Еден син имам жени, другиот не. Добро, ви благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Значи, искрено ве оставив минута и 30 секунди да видам каде ќе стигне муабетот со тоа што дополнително ви го ресетирав тајмерот, бидејќи не го немавте намалено тонот на телевизорот, но мислам ве молам следниот пат директно за темата зборувајте. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен Вака. Да, повелете. Јас мислам за темава Ајде. дека обвинителкава добро прашање имат поставено, што сакаше да каже Верушевски со ова. Сега јас ќе го кажам моето мислење. А моето мислење е ова. Дека постои голем, таен договор помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Затоа што нити ВМРО ќе го биде без СДСМ, нити СДСМ ќе го биде без ВМРО, ДПМН. Тие се како два споени и врзани со јажина и се нераздвојни. Затоа што бомбите кога се кажува, кога се читаа пред јавноста, кога се презентира, тие беа, кажано беше дека се проверени, дека се испитани, дека и премиерот бивши кажа дека се што се случна од бомбите има вистина, има и полувистини, додуша има и некои невистини, се во секоја работа има малку нешто и понаддадено. Значи, не доваѓат во обзир да ова сега што го кажа човеков, дали е тој сега под притисок на ВМРО и СДСМ, па и други, да се избалансират работава, да некои луѓе и некои проблеми малку стивнат, па за да можат тие нормално после тоа да работат, затоа што сум јас убеден дека Македонија ќе го добие ова пристапните преговори за со ЕУ и за со НАТО. Сега тука силите кои што се за против ЕУ и НАТО и овие другиве ги прават последните кораци. Јас мислам дека сепак вистината и бомбите треба да продолжат и да имат завршница судска. Ви благодарам, толку од мене пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добро, доста беше. Јас мислев дека ќе бидете инвентивни, дека ќе пуштите нешто од бомбите, особено од оние миксови кои што беа направени со текстовите, со исказите од бомбите, заедно во музика одредени диџеи кои што ги правеа во тој период. Ама па сега не можам 2 минути да ве оставам, иако искрено да ви кажам, музика ни недостасува во емисијава, но тоа е тоа. Добар ден. Ала, добар ден. Ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Ве морам, за овие бомби, за овие веродостојно на овие бомби.
Дали некој требало тоа навреме да го изнесе, а не после 3 години. Или 3, или 2, или 4, колку. Па скоро веќе 5 таке фати, но добро. А за ненавремено известување, испаѓа дека е само кодослама. Тоа, јас така мислам. Добро. Тоа би било се? Така, јас така мислам, па ако не е така, нека ми одговори било кој обвинител, било кој. И зошто чекал Зоран Верушевски толку многу? Чекал ли пари? Чекал ли некој благодет? И затоа сега дури ги изнашат тие негови работи. А затоа, за секој сведок исказа не вистините збор, сега да се одговара. Затоа претходниот, кога се беа во мода, во подем да речам бомбите, ништо. Тогаш требаше да реагира. А за сега се може гледање, само може кривично да го одговара. Затоа што некој е осуден или некој е обвинет или неправилно, а тој ќутел. Тоа. Ако било нешто вистинито, требало навреме, а не сега. Јас тоа го слушам, никој не го рече до сега, па јас затоа завршев и си реков да го кажам тоа. Затоа што не е навреме изказ. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Нада В на Фейсбук ни пишува и вели: здраво Огнен, никој не разбира дека е ова очигледен договор на двете партии, никој да не одговара за сторените кривични дела, снимките, никој на суд не ги негираше дека се лепени, сечени и така натаму, дали ќе се успее со такви трикови, не знаеме. Поздрав, завршува Нада, ве поздравувам Нада. Златко Г пак пишува и ни вели: Огнен и другите, Огнен, какви да се бомбите, секој знае дека криминал во земјата има и сега во ова лудило, градоначалниците, директорите и секој кој може да во помалите средини си работат по формулата на Грујо 24/7 и што е пострашно и како да не се плашат, а ова ќе заврши како и досега и како што заслужува овај народ со амнестија и пак ново тие со полни џепови, ние со прстот во уста и пак со верба за новите на власт кај нас, нови се оние бившите. Поздрав. Ве поздравувам Златко. Тане пак ни пишува, вели: во однос на темата сакам да го кажам следното. Значи, по кој знае кој пат е досега кажано дека за обвинителството и за нас граѓаните е најбитна содржината што произлегува од тие така наречени бомби и дејствијата што произлегува од тие снимки, така да произволните изјави на господинот Верушевски треба да останат баш такви, произволни. Господинот Верушевски уште еднаш ја покажува својата суетност и амбивалентност, завршува Тане. Поздрав и до вас, Тане. И Сашо се пишува: никој во она предходно лудило не го запраша Верушевски од каде се снимките и кој ги снимил или не сакал да го прашаат. Сега од херој го прават предавникат, всушност и тогаш и сега бомбите беа со иста содржина, ама еуфоријата за смена на Груевски беше преголема. Проблем е што денес најновите бомби за СЈО ги прогласуваат за неважечки. А бе важно беше за што беше формирано СЈО е исполнето. Промена на името и уставот, се друго ќе се заташки и заборави за брзо време, ни пишува Сашо С. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете, добар ден. Да слушаме, Огнен? Да, се слушаме, добар повелете. Ден. Добар ден. Колку и да сакам да мирувам, постојано ме предизвикуваш. Повелете. Да, значи, прво, имам забелешка и на емисијата што беше денеска во тек, не успеав да добијам. Добро. Премногу значење се дава на исказот на господинот Верушевски. Добро. Од кои причини го кажувам тоа? Хајде. Ова е исказ на господинот Верушевски, нецелосен, даден сега, скоро. Но, допрва предстои вкрстено испрашување на господинот Верушевски од обвинетите, од судот, од обвинителот. Тогаш ќе се дознае целата вистина што се крие зад ова. Инаку јас имам своје мислење, зошто тоа така го кажува Верушевски. Не би сакала сега да го изнесам да не погрешам. Добро, ќе дојде ден. Ќе дојде ден секако. Инаку, дека бомбите, така наречените политички бомби, дека се автентични, па тоа го потврдија и германски стручњаци, како и самите обвинети. До сега никој не негирал дека е
автентично тоа што е снимено од самите обвинети. Сето ова нешто личи на некоја игра, по моје мислење, некој вид реваншизам. Мислам дека господинот Верушевски сака да се реваншира на господинот Лазаревски поради неговата изјава што бил во затвор. Но, тоа е моје мислење првично. Ќе оставиме, ќе видиме, ќе покаже самиот судски процес. Тоа се крие за ова. Голем поздрав, имаш многу обожаватели, многу убава музика ти пуштат. Поздрав Нели, те него. барем со музика да се забавуваме од време на време. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Доколку имаме некој стерен на линија, вклучуваме. Добар ден. Добар ден, господине Огне. Да Како сте? Мило, што ве гледам и ве гледам кога сум и надвор од Македонија. Ви благодарам. Секој ден. Мајка еднаш раѓа вака интелигентно и надпросечно интелигентно момче како вас. Мајка ми сега црвене е дома, повелете. Да. Сакам само нешто да кажам, два збора надвор од темата. Да ви поплавам сите вработени во собранието на град Штип, затоа што денес сите се во акција за собирање на доброволен прилог за една жена што треба да оди на операција во Лондон. Добро. Поздрав. Дека се организациите кај што треба да ја помогнат, не знам, меѓутоа хуманоста еве, уште еднаш покажува дека ние сме луѓе со чувство и со достоинство. Ви посакувам се најубаво и уште еднаш ќе ви кажам дека мајка уште еднаш нема да роди вакво момче како Добро. вас. Благодарам. Пријатен ден, пријатно. Пријатно, ви посакувам и јас вам убав ден. Би предложил тука со режијата, кога се договаравме за емитување на прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, кој што беше подготвен за дневникот во 17 часот, но ќе го емитуваме во продолжение во интерес на денешната тема. Последниот исказ на Зоран Верушевски нема да влие на понатамошните постапки во предметите, изјави денеска обвинителката Фатиме Фетај. Одговарајќи на новинарски прашања, таа да објасни дека се работи за исказ кој не е довршен и поранешниот разузнавач го дал само одговарајќи на прашања на обвинителството, а допрва следува и вкрстеното испрашување и од двете страни, односно обвинителството и одбраната. Според Фетај, автентичноста на снимките воопшто не е спорна, иако пак Верушевски во последното сведочење посочи и бомбите претрпеле модификации. Се работи за исказ кој што уште не е довршен. Господинот Верушевски минатиот пат беше испрашуван директно само од страна на одбраната, па допрва на обвинителството, па допрва следува негово испрашување вкрстено од страна на одбраната. На крај судот си има право да поставува прашање од појаснувачки карактер. Читав и по медиумите дека господинот Верушевски дал некоја изјава дека материјалите претрпеле некоја модификација, меѓутоа толкување, односно појаснување за тоа што сакал да каже сведокот, може да даде само тој. За нас како обвинителство автентичноста на материјалите значи воопшто не е спорна. Исказот на Верушевски за рочиштето Таргет и Тврдина не сакаше денеска да го коментира ниту заменик министерот за правда Оливер Ристовски. Одговарајќи на новинарски прашања, се огради од било каков коментар. Јас стварно не знам што кажал Верушевски како сведок, тоа што видов од порталите. Меѓутоа не можам да коментирам сведочење на сведок во судска постапка, апсолутно не. Во краток телефонски разговор за телевизија 24 со екс-разузнавачот Ѓорги Лазаревски, за кој пак Верушевски во своето последно сведочење посочи и токму Лазаревски бил тој кој директно ги доставувал материјалите до партиското седиште на СДСМ, Лазаревски само посочи: "Не сакам да го коментирам исказот на господинот Верушевски, бидејќи лично не сум бил таму за да слушам што кажува. Сепак во свој име ќе кажам дека одсекогаш бев транспарентен во своето работење и ќе продолжам и во иднина да работам строго професионално." Последното сведочење за Таргет и Тврдина на Верушевски не се поклопува во целост со сведочењето кој пред скоро една година го имаа свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски. Верушевски тврдеше оти токму Лазаревски бил едно од лицата кој документацијата и материјалите ги доставува
представувал до партијата од 2010 до 2014 година. Во низата реакции кои излегоа деновиве во јавноста по ова последно сведочење на Верушевски, кој се огради од бомбите, но и посочи и тие претрпеле модификации, јавноста остана без одговори од екс-председателот Црвенковски, кој пак во тоа време беше прв човек на тогаш опозицијската СДСМ. Од неговиот кабинет вчера само кратко во една реченица посочиот и поранешниот председател Бранко Црвенковски останува на ставот да не дава изјави за медиумите, на која било тема вклучително и на оваа. Во меѓувреме, власта и опозицијата и натаму остануваат на различните и веќе познати ставови околу автентичноста на бомбите. Така, тоа беше извештајот на колегата Гаврил Сирачевски, токму во однос на денешната тема која што ние ја разговараме на 0260 91 924 или 925. Фетаи Верушевски да појасни што сакал да каже, бомбите се автентични. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас не знам која улога ја имаше Верушевски во овој, мислам, општо сега во ова време, што беше тој, кој фактор беше? Тој јас, колку што знам, тој е во безбедностите сили на партијата, а не е во владата. Сега партијата, нормално дека владата е составена од СДСМ ја состави владата. Така да и овие бомбите исто така излегле, ама претходно излегле. Значи, не можам да речам ништо, освен, не знам, тој може користи некој, може има некој кец во ракавот, може сака да го искористи, меѓутоа дали ќе успее во тоа, дали е тој кец, дали е лажен или е вистински, тоа не се знае точно. Меѓутоа, убаво рече Фетаи, значи делата овие што се предметите ќе продолжат и понатаму, без разлика, дадени се веќе искази, исказите важат, значи ги даде исказите актерите кои што беа во тие предмети, така да ова што го кажува Верушевски, не знам, мене ми е малце смешно, тој 100% се спрема за, мислам, да куртули од некоја одговорност, евентуално ако дојде до промена на власта или било како. Не гледам ништо друго во ова, толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Да, добар ден. Добар ден. Господине Јаневски, вела дамите дека сте симпатично момче, ја не може да го негирам тоа, бидете ми само жив и здрав. Благодарам, господине Василев, повелете. Видите во што е работата. Јас никако не сум задоволен од политиката која се воде во Македонија. Зошто ли? Само се напаѓат. Нема македонщина која ќе водат една реална политика за подобро утре за народо. Ние како етрви само кавги. Зошто бе така? До кога ово ќе оди? Во мене ме е срам да се кажам стварно македонец. Неќам никого да фалам, нити да го напаѓам, но реалитетот тај еднаш за секој пат да се работи за стварно, за народот, за државата. А ние то ми е гајле како сака нека ме вика. Не е тоа така. Јас имам гледано по-одамна беше кај Роберт се викаше човекот на Канал 5, сега е во СДСМ, водеше вестите и дојде господинот Црвенковски, донесе му некој таен документ и тој рече не смеам ја да го земам. Вели, што ми е гајле, дај го на кој сакаш. Па тоа ли одговорност? И ние тражеме од овај, овака, од она, не работат кај нас. Не е целта јас сега симпатизер, нек се биде секој на својата партија, не ми теже тоа, но дајте бре нека седнат на едно столче да размислат сите заедно. Што е ово да се препукуваме, јас вас ке ве мафтам, вие мене и на крајо, ни ја можам напред, ни вие. Државата ни пропаѓа. Еве тражат работници во оноа, а немаме ги се, кадрите ни избегаат. Останете ми натака симпатичен, ве поздравувам од срце и душа и... Да, ви посакувам убав ден во Германија, благодарам за јавувањето дури од таму. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден.
Добро, Иван А на Фейсбук ни пишува и вели, ако бомбите не беа автентични, јавните обвинители не ке можеа да дојдат до обвинителни акти, бомбите само помогнаат да се открие криминалот на претходната власт, ништо не ги спасува, бидејќи досега никој од обвинетите не ја оспори автентичноста на бомбите. Завршува Иван А. Добро. Две анонимни гледачки, од кои што едната, да ќе кажам уште еднаш, оној кој што сака да биде анонимен во смисла да не му го читам името или да не го читам името, само напишете ми на почетокот на пораката, бидејќи некогаш се случува да читам порака за порака и некоја која што не сум ја провел претходно и дури на крајот да воочам дека не треба да ви го читам името, но добро е овој пат имав веќе видено. Анонимна гледачка вели: ве поздравувам и моето мислење по ова прашање е следно. Верушевски имаше многу време да каже дека бомбите се монтирани и лепени. Зошто сега го кажува ова? Затоа што сака по кој знае кој пат да му помогне на СДС и да се каже дека и рекети снимките околу него се монтирани и така сите ни лук јале ни на лук мириселе. Ние се трошиме, се нервираме, а тие си крадат. Срдечно ве поздравувам. И јас исто така. Уште една анонимна гледачка ни пишува и вели: до вас и Курте и Мурта треба да одговараат, поздрав до вас, и Курте и Мурта треба да одговараат пред народот, не е државата на политичарите, државата е на народот, на нашите поколенија. Срам да има и на Курта и на Мурта, ја оплячкаја нашата Македонија. Ве поздравувам и вас. Додека пак Весната ни пишува, вели: мизерија поголема и не може да биде. Специјалната заврши в затвор, Верушевски ја спори автентичноста на бомбите. 20 клучни играчи во процесот се поништени, веќе се поприма изглед на комедија, а не судски постапки. Просто е како 2+2, случаите од бомбите ке застарат, никој нема за ништо да одговара. Како беше она? Уби ме туѓа срамота. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, е вака, прашањето на обвинителката Фетаи е многу логично и разбирливо и треба да следи, ако воопшто следи објаснување од Верушевски, што сакал да каже со таа изјава. Прво, треба да имаме во предвид дека Верушевски не е случаен човек. Верушевски доаѓа од тајните служби, се работи за изузетно интелигентен и информиран човек, и нормално е штом доаѓа како шеф од тајните служби. Исто така треба да си има предвид и моментот дека Верушевски од времето на Бранко Црвенковски. Сега, ако се шпекулира со ова изјава, што може да значи многу и ништо, јас би рекол дека ако шпекулирам, ова оди на некој начин во прилог на сите оние што се обвинети со случаевите од бомбите што произлегува и дека ова е мелемна рана за адвокатите и едноставно им остава широк простор да ги на некој начин оспоруваат или да ги проблематизираат бомбите, чија автентичност на некој начин беше и потврдена и од самите обвинети. Мислам дека оваа изјава од господинот Верушевски не е случајна. Таа треба да предизвика одредени последици и мислам дека тие последици најбрзо ќе ги увидиме во судскиот процес. До тогаш треба малце да се стрпиме, можеме да шпекулираме, меѓутоа во овој момент што сакал да каже Верушевски со неговата изјава, мислам дека е прерано, пребрзо да се даде некоја констатација. Благодарам пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Вака, во однос на денешната тема, Добро. значи изјавата на Верушевски, ние како по навика шпекулираме и за денешната тема, меѓутоа факт е дека ова единствено вистинитоста на ова тврдење единствено може да се докаже преку неутрално, односно објективно вештачење на материјалите. Во повеќе наврати гледачите тврдеа дека обвинетите ја потврдиле автентичноста на бомбите, меѓутоа тоа не е сосема така како што тие изјавија. Тие потврдија дека се работи за нивните гласови, меѓутоа има и други врсти на, да речам, можат да се модификуваат и на други начини, да речеме, со преку менување на конотацијата на содржината.
Добро, тоа е сепак работа на стручни тимови за утврдување. Мене уште еден аспект ме заинтригира од неговата изјава, тоа е фактот дека тој тврдеше дека од 2010 ги поседуваат тие материјали, односно дека се лиферувани во текот на низа години. Се поставува прашањето за одговорност на, значи, тука години веќе се преседуваат бомбите без да се пријави постојање на такви материјали. Тоа е кривично дело. Значи, тоа е работа на... Сега не знам дали ќе има специјално, не знам какво веќе обвинителство за... Достани од специјалности веќе, добро. Работи кои ги чувме. Меѓутоа, сепак треба да оставиме да без шпекулации ова да се истражи темелно и професионално. Инаку вака ние како гледачи само во доменот на шпекулацијата можеме да одиме. Така. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Тони на Фејсбук прашува, вели, како се вика институцијата од Германија што ги потврдила автентичноста на бомбите. Јас во меѓувреме го барав неколку текстови од тој период кои што беа објавувани и еден од текстовите објавен токму на 10 јуни 2015 година, меѓу кои што и го пренесовме многу голем дел од медиумите, се вели врз основа на анализата на еден од прислушуваните телефонски разговори меѓу владините функционери, сега вратете се наназад 2015-тата додека го цитирам овој текст, кои веќе неколку месеци ги објавува опозицијата, германската лабораторија ја потврдила нивната автентичност. Станува збор за лабораторијата Тонамбуланг, која има направено анализа на барање на Ал Джазира. Станува збор за разговорот за кој Заев рекол дека се слуша како се договара провизија од кинеска компанија која гради автопати во Македонија. Експертот за аудио снимки Габијан Шерер анализирал само дали станува збор за монтирани снимки, а не за тоа на кого му припаѓаат гласовите. Цитирам, сметам дека станува збор за оригинал, не може да се каже со сигурност од 100%, но на 99% тоа е оригиналниот запис, рекол експертот, а пренесе Ал Джазира тогаш. Шерер додал дека опремата која се користела при прислушувањето е професионална. Цитирам, станува збор за чист глас, а од другата страна има малку шум. Форматот 8000 бита е карактеристичен за професионална опрема и затоа мислам дека е професионална снимка, рекол тој. Германскиот експерт рекол дека е многу тешко да монтира ваков сличен запис. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Ве слушам, само намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не би сакала многу да кажам за темата, само... Ве слушам, зборувајте. Ало? Ве слушам, господја, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Некој друг имат, ама намалење. Добро, ве слушаме, зборувајте. Не се јавувам за темата да ви кажам дека не ви е добро напишан текстот доле. На автентични зборот не е добар. Види го. И друг збор и јас. Да, точно, добро. Благодарам, тоа не сум го забележал. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Автентични. Едно Н имаме одвишок помеѓу Т и Ч. Благодарам, господјо. Многу почитувам кога имаме лектура и тоа многу ми се допаѓа. Добар ден. Ало? Да, браво режија. Повелете, ве слушам. Јас се јавувам во врска со прашањето кој ви поставен. Добро. Јас сум пензиониран припадник од службата. Добро. И господинот кој е таму споменат, едноставно ова му е прво тотално некоректно и непрофесионално направено. Само тоа можам да ви кажам, неќем да споменувам дали е во право и што понатаму ќе произлезе од неговите искажувања на ова. Меѓутоа, као голем разузнавач и глорификација на неговата работа од многу ваши гледачи, мислам дека му е тотално нетактично и некоректно ова што го изјави. Добро. Ето, толку од мене ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Немаме никој на линија ли во моментот? Добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете. Благодарам што ме слушате. Да, повелете. Дали може и ова афера и ова глумажа
да престани на телевизијава и не сите медиуми. Не на вас. Без разлика кој да сте. Кој медиум. Значи, ова е огромна бламажа што го правите во Македонија. Луѓе има што живеат гладни, голи, боси. Срамота е ова што го правите и рез. Значи, стварно е огромна бламажа. Како може за кило ајвар и за една низа пиперки да лежи 3 години затвор? За огромен криминал да биде ослободен? Јас да ве прашам, не ве навредувам, не ве понижувам, немој криво да ме сватите. 10 години живеев со социјално. 2.500 кредит платив. Од богата аристократска фамилија сум, никој не ме разбра. Плачев кога работев со аргатките. Плачев. Тоа да го знаете. Али која е таа госпожа вие да ја ослободите? Јас сум болна од рак и работев 20 години во фирма на Норма. И не побарав ни нега, ни социјална грижа, ништо. Ни еднократна помош. А не на некој црн фонд да му се јави. Ве слушам, да, зборувајте. Извинете ако ве навредив, може вака некако агресивно делувам. Немој да ве понижам, ве молам. Не ме навредивте мене. Мислам, и сватив, оставете ја гледачката, и сватив дека кога се обраќате со вие, не мислите на мене, туку мислите на системот и на оние кои што го водат системот. Нормално. Да. Јас сум испуштена технолошки од работа, бидејќи не излегов на гласање 2008. Еве јас да ви кажам, со 2.500 евра кредит. Многу ми е жал за ова што го слушам и мислам и го разбирам и револтот кој што го имате во однос на... Само едно ќе ве молам. Ајде. Извинете вака... Не, ако слободно повелете. Ги молам сите по медиумиве, нака не глума. Има народ многу гладен, многу жеден, за вода народ жеден е, за вода, не за леп. Ве молам, никој неќам да го понижам. Јас сум од директорска и аристократска фамилија и многу ми е жал што се јавив, бидејќи моите родители се во гробо превртени. Ова што го кажувам. Тоа би било се. Извинете ако пак повторно ве навредив. Нема потреба да се извинувате неколку пати. Кажавте веќе, не е проблем. Сите сме госпожи и господи новај век. Добро. Простете уште еднаш ве мола. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Дарко на Твитер ни пишува, вели Огнен Верушевски личи на крт од ВМРО, но да го почекаме да дојде господинот Зоран Заев да видиме што ќе каже, а истото треба подитно да го направи господинот Бранко Црвенковски. Јас мислам дека сакаше да каже дека бомбите се модифицирани од ВМРО и затоа го пикнале в затвор, завршува Дарко. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сега пред малку кажавте дека бомбите биле нешто монтирани од ВМРО и така натаму. Не ве слушнав последното, од што? Дека биле монтирани од Бранко, од ВМРО и така натаму. Јас не го кажав тоа, туку цитирав коментар на гледач. Јас ме слушав вас, не кажавте. Добро, не е битно. А битно е тоа дека ако господјата Фетај, господјата Катица Јанева и сите ти од специјалното јавно обвинителство не сватија досега дека бомбите што ги преслушува неколку години и констатира, дојдоа до заклучок дека се точни. Сега што правиме Верушевски, во негови раце биле и вели дека не биле, не се точни. Дека сето тоа е монтирано. Што ќе правиме со обвинетиве? Значи обвиненијата што Фетај и Јанева и така натаму ги поднеле во разлажни докази. Што ќе правиме сега? Ќе ги ослободиме или ќе продолжиме да ги малтретираме во воровците? Толку од мене. Добро. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден.
А толку режија. Само да погледнам да не има некој останат коментар кој што не е исчитан и потоа сме слободни. Нема, се е исчитано. Сме си ги завршиле домашните работи за денеска. Благодарам многу за вниманието со кое што не следевте во текот на денешното издание. Останете со телевизијата 24, во продолжение следува дневникот во 17 часот. Пријатно.